Со джиновска пастрамајлија долга 3 метри, а тешка околу 5 килограми, изработена од малите детски рачиња. Вака градинката Вера Циревири Трена даде свој придонес во одбележување на манифестацијата Штипска пастрамајлија. Тестото го донесува самите родители и затоа е интерес на джиновската пастрамајлија. Го споивме во едно и ја направивме нашата джиновска пастрамајлија. Значи некаде 3-5 кила, а долга е 3 метра. Така, месо има ли на пастрамајлија? Не, месото го импровизиравме со какао, добивме форма на тесто во форма на месо. Но не само джиновска. Вредните дечиња денес во дворот на градинката успеаја да направат над 450 пастрамајлија од различен материјал. Со сето ова сакаме да дадеме еден белег, да ги потикнеме децата да ја негуваат традицијата и да продолжат онаму каде што нашите предци застанале. Уште од најмала возраст треба да се учи рецептот за овој штипски специјалитет. Со помош на главниот кувар на градинката, децата научија за потребните намирници. Од вода, сол, брашно. А месо? Да. Ние направивме пастрамајлија. Тешко ли се права? Не е лесно. И кога сме кај квалитетот, и организаторите апелираат угостителите да се задржат до стандардите. Да напоменам исто така дека од денеска почнуваме и утрешниот ден, а пастрамаљадата официјално почнува од утре и еден апел до моите колеги дека контролата за квалитет на пастрамалиите ова година ќе биде појака за да се одржи оној квалитет кој го бара самата пастрамаљада. Штандовите се веќе поставени, а вечерва со сечење на джиновската пастрамајлија ќе стартува овогодинешната манифестација. Вечерва на сцената ќе настапи Галија, а утре мега звездата Лепа Брена, која на Штип ќе му донесе добронамерници од целата држава, но и од околните држави.